Почитувани, тројното убиство во Кавадарци е класичен пример дека системот што треба да спречи насилство не функционира. Институциите должни да ги заштитат граѓаните целосно потфрлија. Сторителот на убиството бил пријавен неколку пати во полиција и Центар за социјална работа. Зошто полицијата и центрите за социјална работа дозволија да бидат одземени 3 човечки животи, иако биле предупредени дека истото може да се случи? Дали е тоа соодветно постапување? Во вакви случаи има јасно пропишани протоколи по кои што веднаш треба да се превземат чекори за заштита на жртвите. Во интерес на граѓаните, бараме информации од Министерството за труд и социјална политика и Министерството за внатрешни работи да соопштат колку пати сторителот на трикратното убиство бил пријавуван за семено насилство и малтретирање. Дали е точно дека цели 2 години траело малтретирањето на сега починатите и тоа истото било дозволено од институциите каде што било пријавено семеното насилство? Зошто не му бил одземен пиштолот, што го поседувал сторителот, иако во повеќе наврати истиот бил пријавуван? Дали попустливоста на институциите се должи на блискоста на убиецот со владеачката ВМРО-ДПМН? Семеното насилство во Македонија е прашање за кое што многу се зборува, а ништо не се прави. Нема ефикасна институционална заштита. Жртвите се оставени сами на себе, што се покажа трагично во повеќе одземени човечки животи во последниот период. Граѓаните кои што секојдневно слушаат за казните кои што им следуваат ако не пријават семено насилство во соседството, со право бараат одговор од Диме Спасов и Гордана Јанкуловска кој ќе сноси одговорност за овој случај.